Почитувани новинари, податоците што ги добивме од центрите за социјална работа се загрижувачки. По напорна работа овие 3 дена, и навистина напорна работа, фактичката состојба е фрапантна. Од 8500 барања за периодот од 1.6.2019 до 1.10.2019 година, кој претходно ги споменав, до вчера, 8.1.2020 година, 16 часот, добивме известување дека се решени само 1589 барања за надоместок за помош и нега од друго лице. Во меѓувреме, до вчера, 16 часот, се поднесени 4603 нови барања, кои воопшто не се пуштени во процедура за решавање, а причината се уште не е позната. Што значи, во оваа држава во овој момент имаме не 8500, туку 11514 нерешени барања за надоместок за помош и нега од друго лице. Напоменуваме дека дел од комисиите до денеска немаат отпочнато ниту со решавање на истите. Ова говори дека владата и министерството претходно проблемите на граѓаните ги ставале под тепих. Тоа е недозволиво и семејствата чекаат се уште на помошта која што заслужуваат да ја добијат. Она што го зборувам не е празна реторика, туку нерешени предмети подкрепени со документација. Како и со многу работи, така и со овој голем проблем не ја зборуваа вистината. Законот за социјална заштита детално ја разработува постапката со остварување на правото, условите, потребната документација, како и роковите за поднесување на барања до донесување на првостепен управен акт. И во двата закона рокот изнесува 30, односно 60 на дена за решавање на посложените предмети. Единствената суштинска разлика со новиот закон се однесува на префрлање на ингеренциите, односно формирање на дополнителни лекарски комисии кои сега се под надлежност на Министерството за здравство. Во членот 2 од законот е наведено дека тој се применува во сите управни действија на јавните органи и на давателите на услуги кои органи понатаму се дефинирани во поимникот од член 4. Според член 52, управна постапка се смета дека е поведена на барање на странката на денот кога е поднесено барањето. Роковите за решавање во управна постапка во прв степен согласно член 93 од Законот за општа управна постапка, завршувајќи во најкус можен рок, а најдоцна во рок од 30 дена од денот на незиното поведување. Продолжување на рокот во првостепена постапка, образложено во член 94 од Законот за управна постапка, е допуштено во зависност од сложеноста на предметот, но не подолго од 30 дена, што значи дека сите рокови се пробиени. Почитувани новинари, ова не е прашање на политика, туку прашање на екзистенција и помош на луѓето на кои што им е потребна нега. Ги повикувам оние кои не мислат така, вклучувајќи и поранешната министерка, да дојде да направи увид во документацијата на нерешените предмети и да се увери во вистинитоста на проблемите со кои се соочуваат граѓаните на оваа држава. А сигурна сум дека овие проблеми таа и ги знае. Нападите врз мене и мојот личен интегритет само ќе ме охрабрат дополнително да се борам за она за кое што сум дојдена, а тоа е безусловно решавање на секој проблем што го има граѓанинот мојата држава. Нема да престанам се додека ова министерство не стане сервис на граѓаните. Отворено, транспарентно, со целосно почитување на законите. Ви благодарам.